Интензивно се одвиваат градежните активности за изградба на новата спортска сала во основното училиште Добре Јовановски во Прилеп. Вредноста на оваа инвестиција изнесува околу 700.000 евра, а парите се обезбедени од Министерството за образование. Се очекува салата да биде завршена за 2 месеци. За прв пат во своето постоење, ова училиште добива спортска сала. Ова сала е од голем обем, ќе има некаде можност и капацитет за 1000 гледачи, што значи покрај училиштето за спортски активности ќе можат да користат и сите ентузијасти од населбата Кризла, која што морам да напоменам е мешана населба, и ромско и македонско население живее, меѓутоа и голем број на спортски клубови и спортски ентузијасти од целиот град. Инаку ова е четврта спортска сала која се гради во Прилеп во последните неколку години, а во наредниот период предвидена била изградба на уште 3 вакви спортски сали. Ќе започне изградба и на другите 3 сали кои што беа предвидени во програмата, и тоа во основното училиште Кире Гавриловски, во основното училиште Кочурацин и во основното училиште Блаже Конески. Со изградбата на оваа сала и започнувањето на изградбата на идните сали и сите спортски објекти кои што се изградени во овој период во нашиот град, дел со средства од владата, дел со средства на Министерството за образование, Агенцијата за млади и спорт и дел со средства од разни донатори, и секако голем удел има и локалната самоуправа во сето тоа, Прилеп станува еден од градовите кои ќе имаат најдобра спортска инфраструктура за одвивање на било кој спорт. Исто така беше најавено и тоа дека наскоро започнува комплетната реконструкција на градскиот стадион Гоце Делчев. Инвестиција тешка околу 1 милион евра, пари кои се обезбедени од ФФМ преку УЕФА и дел ќе биле обезбедени од буџетот на локалната самоуправа.